Јас сум Ромео Мицевски, председател на Сдруженијето Зелена патека од Битола. Ова сдружение постои од април месец ова година и во својата програма, покрај сите прашања од доменот на заштита на животната средина, као приоритети има ревитализација на излетнички места и развој на екотуризмот, или поточно манастирско-селски туризам. Зелена патека започна, впрочем, као работна група од биосфера на проектот Зелена агенда. Од прилика пред една година учествувавме во една акција заедно со одборниците од Буковската парохија, во која уредивме дел од кругот и дел од конаците кои се во состав на ова црква. Јас сум Дејан Цветановски, член сум на Сдруженијето Зелена патека. Во што гледате зад мене е патеката, кој што поврзува античкиот локалитет Хераклија со манастирот Свети Тројца. Ние како прва акција предадовме чистење на оваа патека поради зашто сакаме населението на град Битола како и околината да им дадеме побрз начин да пристигнат до ова прекрасно место како што е. Се наоѓаме во дел од селото Орехово, каде што некогаш биле познатите мразарници. Зелена патека во наредната година, согласно програмата за 2010 планира да дел од овие мразарници ги уреди, очисти, прикажи како тоа некогаш се работело и со ознаки означи местото да туристите домашни, така и странски знаат дека на ова место тоа постоело. Се наоѓаме пред основното училиште во село Орехово. Идејата на Зелена патека е ова истото училиште да се реновира, да дајме допринос за да биде во иднина као еден дом или екодом за сите здруженија. Самото место представувало воздушна бања која било одлична за сите белодробни заболувања. Која е причината што се заминаа луѓето од селото Орево? Види, сега тука фабрики што беа исполнати со работници, со земјоделие не се живее, е високо местото, со сточарство, затвори шумата, снего падно е местото и мораше луѓето еден по друг да се иселат. Кој Австралија, кој Германија, кој Шведска. Од 64 година имаше 320 члена, сега дојдоме на 15 члена. Порано имаше 60 коњи денот, одеа со мраз во Битола. Немаше фрижидери. Кога се основива фрижидери, почнаја да купуваат и посегата и мразот се ватали и повеќе луѓето нема од што да живеат. А иначе со мразот се живееше. Имаше трговија со него. Во есента ќе собереме дрва по 20-30 кубици, ќе продаваме во зимата дрва на товар. Согласно нашата програма за 2010 година, од месец февруари па натаму планираме да го ревитализираме излетничкото место кај чешмата во селото Орехово, да ги очистиме и означиме некогашните мразарници, како и делумно да очистиме ова реката од ова ѓубре кое може да се види